Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на општина Гевгелија. Како општинска организација на Социјалдемократскиот сојуз од Гевгелија, чувствуваме за потребно да го изнесеме нашиот став за овие актуелни работи. Именно, општина Гевгелија ја дели судбината на цела држава, која е во длабока и сериозна политичка криза заради непромисленоста на власта, која на 24 декември ја суспендира правната држава со газење на уставот и законите и ја укина слободата и демократијата. Во неделата, 17 февруари, откако се обелоденија кандидатите и кандидатските листи за локалната власт, по кој знае кој пат стана јасно дека ВМРО-ДПМН, освен власта, не е заинтересирана за ништо друго. Фразите дека се тие за фер демократски избори, дека водат сметка за потребите на граѓаните, паднаа во вода и се потврди другата реалност, дека ВМРО-ДПМН сака само економија, власт по секоја цена и ништо друго. Погледнете и трагичните кандидатури за градоначалник и смешните листи за советници. Плашејќи се од конкуренција, исплашени од пораз, свесни за зијанот што го направија во општина Гевгелија во изминатиот 4 годишен локален мандат, ДПМН на најперфиден начин избега од фер битка, од соочување со граѓаните лице в лице и на кукавички начин одлучи самиот со себе, со фингирани спарени партнери да си игра локални избори. Измислија прозирна финта како да се обидат да ги прелажат граѓаните и натераат двајцедневни послушници, соработници, во сите досега направени марки сделки да влезат во потерката за градоначалничко место. За да биде играта наречена локални избори помасовна, од нивни должници за афери нати тајни се нарачаа и советнички листи. Темек ДПМН е власт, а зависно независните листи, односно партиите кои се нивни предлагачи, ќе биле опозиција и тоа ќе било фер и демократска богата понуда за гевгеличани. За моралниот капацитет, професионалниот кредибилитет на кандидатите на овие известителни избори нема да коментираме. Во Гевгелија сите добро се знаеме и се познаваме. Доволно е само јавно да ја отворам дилемата, да поставам 2-3 наградни прашања на кои гевгеличани сами ќе треба да дадат одговор. Прво, што значат кратенките Социјалдемократска унија, кратенката Социјалдемократска партија, ако ве асоцираат на партии, кои се нивни актуелни председатели на државно и на локално ниво. Трето, која е идеја, проект, иницијатива која произлегува од Социјалдемократската унија или Социјалдемократската партија, па и така наречената независна листа или така наречената демократска обнова на Македонија, а се однесува на доброто на Гевгелија или гевгеличани, ви паѓа прва на памет кога ќе слушнете за овие или 2 или 3 кратки. Почитувани, јасно е дека власта е исплашена, избезумена од реално и фер соочување со граѓаните. Свесна е дека се ближи крајот и дека нема спас од одговорноста што ќе мора да ја понесат заради криминалното владење, па затоа се паќаат за последната славна. Ставањето на листи на кандидати на некогашни, да не речам, многу одамнишни членови на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, со образложение дека и луѓе од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија мислат исто како нив, е многу долна и бедна работа. Па цела Гевгелија ги знае тие луѓе многу добро. Знае до кога и зошто биле во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, уште подобро знае од кога и зошто не се во Социјалдемократскиот сојуз. Најпосле, иако е јавна тајна, секој што се нашол на било која листа, самиот најдобро се знае што го натерало да се најде таму. Секој од нив сам си стави крст на чело и сам ќе си го носи. Како и да е? Сакам уште еднаш, јавно и јасно да порачам дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе ги бойкотира изборите на 24 март, дека Социјалдемократскиот сојуз продолжува со отпорот пред диктаторскиот режим на Груевски и ДПМН. Затоа што нашата крајна цел е не да ја освоиме Гевгелија и Македонија, но да ја ослободиме. Да ја вратиме слободата и достоинството на секој човек, да ја возобновиме демократијата, да одработиме фер услови како реалност, а не само како фраза, да обезбедиме услови кои гарантираат регуларност,
Тоа е, за жал, единствениот пат за делегитимирање на власт. Тоа е патот за разоткривање на сите неизини криминали и злодела по кои се прославија и во Гевгелија. Тоа ќе го направиме затоа што политичка опција која има вложено во Гевгелија, на Гевгелија и гевгеличани им го должи. Со име и презиме, со факти и аргументи, без пардон и без штети. Уште не почнава кампањата, властолюбците почнаа со палки. Нема да дозволиме до изборите мирно да си ја сунуваат победата и на Виделина ќе ги извадиме сите нивни насоки. Кога веќе инсистираат, кога со сила запнуваат по секоја цена да се оди на избори, еве, не им конкурираме, но со вадење на Виделина на вистината на нивните лаги. Затоа што, ако на граѓаните по заслуга на власта им е скратен избор меѓу кандидати, нема да им биде скратен изборот помеѓу лагата и вистината. Дали неговите сопартници од Гевгелија намерно да излажат од страх или пак се работи за нешто сосема друго или нешто сосема трето, поврзано со реалноста, не знаеме. Но тоа што прек синоќа го изнакажа во Гевгелија, мешајќи папи и жаби, тргнувајќи од Европа до жардинјерот на Гевгелискиот булевар, навистина не загреши. Актуелен градоначалник да не знае што се ингеренции на општината, а што на централната власт е абсурд. Но нели градоначалникот се уште учи, барем така изјави премиерот. Но ако се уште не ги научи во основите на менеджирањето на општината, тогаш ние како Социјалдемократска сојуз на Македонија имаме еден конкретен предлог. Да отвориме академија за градоначалници и диспецирани студии за членови на совети, бидејќи Гевгелија на вистина не заслужува да биде лабораторија за експерименти, финансирана од граѓаните. Но прв мандат си е прв мандат. Во вториот здрави Божи ќе видиме, Господ нека ни е на помош. Да не беше толку возбуден и воднесен во омразата на која се темели целата негова енергија, ќе мислевме дека негова обсесија е само Бранко Црвенковски. За жал, има демонстрации и од други луѓе. Предпоставуваме дека по еден двајца во секој град се почна, особено ако зад тие луѓе стојат дела и проекти кои ни од позиција на премиер не може да ги замисли, а не пак да ги остави. Господа од власта, замислете што би дале да имате таков некој во вашите редови. Очигледно е дека и кога не е кандидиран и се плаши. Толку затоа, до крај ќе даваме отпор на нашите напори да обстоите во победите. Ќе ги демаскираме сите ваши лаги, ќе ги обелодениме сите ваши измами и криминали и нема да ви дозволиме да помине така како што сте се замислили. За доброто на Гевгелија и на сите гевгеличани.